Токму во оваа сала, прес сала, од овие снимки се гледа присуство и на обвинетиот Оливер Поповски, исто така вработен во МВР, началник за превентивно обезбедување на оддел за заштита на определени личности и објекти. И овој обвинет е нем посматрач на се она што се случува во прес-салата. А уште повеќе, истиот од страна го гледа и паднатото тело на пратеникот Зијадин Села, кој што иако паднат и понатаму е удиран. А обвинетиот Оливер Поповски не превзема никакви полициски действија да го спречи на тамошниот напад на Села. Воедно, овој обвинет е присутен и во холот, кога се отвораат влезните врати, и сето тоа го гледа повторно, без да превземе никакви полициски действија. А за разлика од него, гледаме исправно постапување на полициски службеник, а тоа е Владимир Стојков, кој што веднаш ја враќа извадената заштитна греда од вратата. Видно од снимките, обвинетиот Оливер Поповски доаѓа од ходник при Јавница и кај стаклената врата од ходникот кај излез Винак се наоѓа со Сашо Марковски, за кого постапката е раздвоена, Оливер Радулов, Доранче Ангеловски и енен машко лице кои доаѓаат од правец излез гаражи и главен влез на собрание. Се поздравува со истите и ги води кон влез при Јавница. Во холот кога се отвара влезната врата, присутен е и обвинетиот Абдуј Фета Алими, кој исто така ништо не превзема за да не дојде до отварање на вратите, туку напротив со себе ги носи клучевите. Неговото пасивно однесување, иако е полициски службеник, јасно се гледа и пред прес-салата, но сепак судот не може а да не се осврне на фактот дека овој обвинет всушност допринесе да пратеникот Зијадин Села остане жив.